Добре дојде во студио за моите гости Лилјана Поповска Дом и Џабир Дерала Цивил. Одиме веднаш што всушност го правиме, ја правиме оваа дебата додека трае седницата на ДИК. Ме интересираат вашите проценки дали ќе имаме некакво изненадување, бидат прифатени приговорите на опозицијата на СДСМ и на БЕСА. Според она што слушнавме дека се аргументирани забелешките и доколку ДИК професионално си ја врши работата, треба да бидат прифатени. Праксата, историјата ја покажува работата на ДИК дека е прилично проблематична. Ама јавна е седмицата, така што мислам дека тоа ќе придонесе кон совесноста и професионалноста. Јас немам толку високи очекувања од Државната изборна комисија, бидејќи ги гледаме веќе со месеци наназад, ја алармираме јавноста, ги алармираме нив за тоа дека има сериозни проблеми во подготовката на овој процес. Тие не одговори. Едноставно, Државната изборна комисија не успеа да се излече од политичките канџи во кои беше и предходно, во предходните изборни процеси. Од друга страна, ја гледаме Државната изборна комисија, овој состав на Државната изборна комисија има највисоки законски овластувања и ингеренции. Ниједна од нив не употреби во изминатите месеци, ниједна од нив не употреби ни за денот на гласањето, а ги имаше. Вакви ингеренции Државна изборна комисија во Македонија немало од осамостојувањето на во ниеден момент не ги искористија своите ингеренции. Лоши решенија ли се на опозицијата? Чичаковски, Милев, Дума. Дали смета дека тие не беа доволно моćни, добро моćни фигури кои би ги наметнале ставовите? Председател кој на Државната изборна комисија со кој се согласуваат сите политички партии. Значи, учеснички во Пржинскиот договор, значи не зборувам за сите политички партии. Чичаковски е експерт кој добро си ја знае својата работа и тоа го увидовме во неколку тем навистина ретки појавувања негови во јавноста, што мислам дека не е упатно човек на негова позиција да биде толку многу зад параванот. Требаше да биде почесто во јавноста, меѓутоа од здан издан тоа што е направено е, сега да не се враќаме назад. Меѓутоа сметам дека Чичаковски не беше доволен за да може да влијае некако тоа тело да добие попрофесионален, поекспертски дух, а помалку политички. Нашата препорака веќе со години наназад е да се професионализира ова тело, едноставно во него да седнат луѓе кои се да има партиски средства. Ова е половично решение кое не донесе до резултат. Лошо не е ни половично. Само да не бидам погрешно сватена, се согласувам апсолутно со оценките на Џабир. Ние сме разговарале во повеќе наврати. Сум кажувала и јавно дека Дом поднесе редица забелешки за фантомски гласачи, за неточни гласачи и спорни во списоците. Уште во претходниот период, значи не само значи исто на увид да ги има, ги дадовме до ДИК, прашувавме што е со нив, посебно прашувавме откако видовме дека ниеден од нив не се најде во списокот на спорни гласачи, тие 89, односно 87 колку што на крај се проверува, па повторно ги најдовме во новата верзија на списокот на за бришење гласачи, некои од нив само 2-3, другите не се избришаа, излезе дека останаа повторно на списоците, значи тие фантомски гласачи остана. Поставив и пратеничко прашање директно до Митко Чавков како министер. Му напише и ми одговори нешто дека тоа е во рацете на ДИК, дека е тоа не е до министерството. Реков да, меѓутоа министерството ги подготвува сите материјали и бази на податоци. Вие им ги давате, вие ги храните. Му напишав и писмено го информирав за кои тоа гласачи се работи и побарав одговори, еве токму за овие луѓе се работи. Ни одговор, ни промена, ни реакција, така што многу пати реагиравме и баравме и оставка од ДИК во повеќе наврати, така што единствена светла точка беше кога ги тргна оние фантомски 2 листи на партии кои што немаа ни имињата и презимињата и адресите не им беа ускладени на кандидатите. Само тоа беше една светла точка која што јавно ја пофалив. Ако може да дополнам, ако ви интересира, сигурен сум дека вашата публика ќе сака да дознае дека во целиот процес имаше дури и трагикомични ситуации. Знаете, луѓето беа ставени во ситуација да ја работата на Државната изборна комисија. Нешто навистина во огромен број луѓето, граѓанките и граѓаните учествуваа во овој процес и помагаа на државата, им помагаа на ДИК.
да го Пријавуваа разреши. нерегуларности. Над 6000 пријави. Иако знаете што се случуваше, ДИК често вметнуваше одредени модификации во начинот на пријавување и сето тоа што дополнително ја отежнуваше работата на граѓанките и граѓаните кои сакаа да пријават, меѓутоа сите упорно ги прифаќаат тие модификации, иако се неприфатливи во принцип, и одеа упорно помагаа. Никој не излезе да им каже благодариме. Во име на Државната изборна комисија, во која седат луѓе кои земаат 1000 евра месечно. Напротив, Джабир, плата од не вас одговорија, и ги од мене. отфрлија, се сеќавате, над 6000 пријави И од ги граѓанки отфрлија ги на крај. отфрлија, рекоа не ги земаме предвид. А секој да пријавил барем по 10 луѓе, тоа се над 60.000 фантомски гласачи пријавени, не беа земени предвид и не влегоа на листата на спорни гласачи. Имавме Останаа случаи, до напред. крај прочистани. Не, имавме Тоа е случаи факт. во кои по 10, по 20, по 30 луѓе имаше гости, односно фантоми. И знаете што се случуваше исто така. И тоа знам и од лично искуство на мои колешки и колеги кои се во состав на Централната канцеларија на Цивил. Меѓутоа и многу други луѓе пријавија вакви случаи. Одат луѓето низ тој лавиринт се движат, низ овие зимски месеци. Успеваат да избришат, знаете што? Да се избришат себе си. Затоа што Државната изборна комисија, откако ќе добија пријава за фантомски гласачи, одеднаш се случуваше да ги остави нив на таа адреса, фантомските гласачи, а да ги избрише оние што пријавуваат. Регуларните. И знаете што исто така се случуваше? Се случуваше тие да ги избришат 2, 3, 10, 30 фантоми да избришат од една адреса и после тоа ние да добиеме дојава од граѓанките и граѓаните да кажат браво Цивил, фала многу за упатувањата, за насоките, бидејќи нашиот телефон се уште во овој момент додека разговараме врие. И потоа после недела дена луѓето се јават и да кажат имам нови фантоми. Значи фантомите не се бришеа, тие мигрираа од едно на друго место за на крај да имате ситуација неколку дена пред 3 или 4 дена пред самите избори. Ајде, ја прифатија и СДСМ ја прифати таа верзија на избирачкиот список. Ајде се налет, не знам што. Ние имавме и реакција дека СДСМ ја прифати, го прифати избирачкиот список, меѓутоа граѓаните се уште се жалат. За веднаш по тоа да имате ситуација во која избирачкиот список доживеа хаварија. Луѓето одеднаш што се виделе 3 дена пред тоа се виделе на избирачкиот список, одеднаш не се гледаат. Да. Дури и луѓе што до дента на изборите се гледале на онлайн верзијата, одат на избирачко место и им викаат ве нема, одете во не знам каде, подрачна единица, одете во општинска изборна комисија, каде што луѓето им велеле тие во општинската изборна комисија или во подрачните единици. Знаете, нашите наблюдувачи кои се нешто помалку од 300 беа на теренот, дојдоа во комуникација според тоа што броиме сега, негде околу 2000 луѓе се жалеа на ваквата ситуација. Знаете што се 2000 луѓе. Значи само на мисија која е под 300 луѓе. Замислете да имавме повеќе луѓе, сигурно таа бројка ќе беше многу поголема. Се надевам дека ќе ги објават наскоро. Значи имаме таква ситуација во која луѓето доживувале навистина сериозен стрес. И биле разочарани во 2 случаи, знаеме, посведочиле нашите наблюдувачи за плачење, затоа што односот на избирачките одбори и на општинските изборни комисии бил арогантен. И рогнан, да. И затоа што во многу случаи, во 20 случаи имаме сведоштва за тоа дека им рекле добро бе за еден глас, за едно гласање, ќе се буните сега, ќе гласате на наредните избори. Игнорантен бил. Добро. Сепак беше изненадување резултатот. Лилијана Поповска, вие дојдовте со Дигитрон за да го представите всушност вистинската состојба, фактичката состојба. Како е можно СДСМ со толку тесна разлика да помине со ВМРО-ДПМН? Ниту една анкета не покажуваше, не прикажуваше толку тесна разлика. Ние всушност како опозиција победивме.
И тоа треба да биде прво нешто што треба да го расчистиме. И ова е прва фаза од демократизацијата на Македонија. Јас тоа и го очекував и реално беше да се очекува дека нема да има големи разлики помеѓу двата блока опозициони главни. И покрај нерегуларностите за кои сега говорите. Така, и сепак значи ова е голем успех, тоа е минимална разлика, инаку ова го зборував баш на една дебата кај Цивил, кога во текот на кампањата се зборуваше и токму кажав, мислам дека нема да има спектакуларни победници, мала ќе биде разликата и ќе ја постигнеме првата фаза од демократизација и тоа се направи. Дури и подобро отколку што требаше, што беше предвидено од анкетите. Тоа сакам само да го кажам за да им биде јасно на гледачите. Значи ова е чиста победа на опозицијата, затоа што гласовите на СДСМ плюс коалицијата се 436.829. Додадени на нив другите опозициони македонски партии 50.572 од десницата и од центарот, додадени албанските опозициони партии 125.247, тоа се сумирано 612.648 опозициони гласови, наспроти ВМРО ДПМН и ДУИ со 541.367, значи разлика од 71.281 за која што Јорол Ризаов пишува дека нема дилема, значи дека опозицијата е масовно расположението во државата, што впрочем се види и на анкетите на ИРИ, вие се сеќавате, само ќе потсетам, 64% од граѓаните беа во поддршка на СЈО и против онаа несрекна аболиција од председателот Иванов. Сега, ова е зошто велам дека ова е и повеќе од очекуваното според сите анкети, затоа што во анкетите ВМРО водеше со некои 23 до 25%. Да, добро, анкетите и не мора да ги 12, 14, 16 до 18,9% од СДСМ, што значи само ова да го кажам, анкетите не се толку сега важни. Да, но за да дојдеме до тоа што правеле зад сцената владеачките партии. На последната објавена анкета порачана од Телма преку Проспект МК, мислам беше, после дискутирана јавно, ВМРО беше во предност за 4,3%. Тоа се добро, дали неопределените тогаш одлучиле за оваа тесна разлика? Дел од неопределените, но дел и од фантомски гласови употребени од ВМРО. Токму тоа сакам сега да го кажам. Значи, ВМРО според таа водејќи се според таа анкета, сакам да кажам, го мобилизирале своето членство, односно фантомите? Не, за 4,3% водела или за 76.730.000 гласови. А дојде на крајот разликата да биде само 17,690 гласа или дури 1,49 разлика. Од каде се, значи дел на изборите... Добро, сметате дека е големиот одзив во прашање, неопределените гласачи се во прашање? Вака, значи, од неопределените гласачи, бидејќи повторно имаме околу 33% неопределени гласачи, нели, според излезноста. Да, 10%, 3,3%, а што се 59.440 гласачи, повеќе од последната анкета, гласале за СДСМ и коалицијата. Значи, тоа се 10% од неопределените. Останатите неопределени најверојатно не излегле на гласање, или го дале за некоја друга партија, или за... Меѓутоа, овој дел се чисти бројки живи луѓе. Сега, кога ќе дојдеме да ги видиме што не е логично. Не е логично бројот на гласачи на ВМРО, ако го видите. Нивниот број е 454.519 добиен официјално, со се коалицијата. А по сите анкети, они требаше да добијат максимум 410.416. Добро, анкетите утнале како што претходно. Тоа е разлика од 44, не тврдам дека утнале анкетите. Па претходно кажавте дека има разлика. Дискрепанца помеѓу... Има дискрепанца, меѓутоа всушност фактичката состојба анкетите што предвидувале, заради тоа 10% од неопределените, 10% од неопределените за кои што размислувале за кого да гласат, се определиле за СДСМ, останатите си останале дома, затоа што пак имаме 33% неизлезени. Од каде му се разликата на ВМРО од 44.000? Според за анкетите говорите? Не, за живи, за живи гласови. И затоа прашувам дали тоа не се можните фантомски гласачи. И по друга основа, исто така доаѓам до ова прашање, не можам да тврдам без да ги имам, да ги прелистаме сите тие списоци, ако се објасни флуктуацијата на гласачи од 2014 до 2016
16. Прво, значи, оти се пушти пропагандистичката машинерија на ВМРО ДПМН пушти неколку лажни тези со кои што сакаше да ги покрие евентуални манипулации со фантомски гласачи, да даде објаснение како оние всушност изгубиле само околу 30.000 гласачи, па еве дом да се излегле и тоа е тоа, инаку всушност они си ги задржале. Не е точно дека ВМРО си ги задржало, затоа што од каде тогаш би им биле на СДСМ и коалицијата нови 152.874 гласачи споредено со минатите избори. Ако направиме проста анализа, ќе видиме дека прво ВМРО не е точно дека остана само со 481.615 гласови, колку што имаше 2014 на тоа беа додадени и 31.610 од Гром. И вкупно, значи, требаше како потенцијал ВМРО да има 513.225 гласачи. А ако споредите со она што го доби ВМРО, испаѓа разлика од околу 60.000 гласачи од 2014 година. Значи, во стартот ВМРО изгубиле 60.000 гласачи. Тука се Дом, ДС и други членови. Ударот го зададе и диаспората, предпоставувам. Ајде малку само ако може и уште нешто Дерала да се вклучи и пак ќе одите вие со бројките. Да го довршам. Океј, во ред, да. Добро, ние како организација ги наблюдувавме и изборниот процес и денот на гласање со тоа што цело време предупредувавме точно на најгорливите теми. Тоа бе фантомските гласачи во избирачкиот список. Тврдиме одговорно и имаме докази, имаме сведоштва за тоа дека фантомските гласачи, односно избирачкиот список во овие избори беше употребен како алатка за манипулација со волјата на гласачите. Која е бројката на тие фантомски гласачи? Имате ли прецизна бројка? Немаме прецизна бројка, меѓутоа со сигурност можеме да тврдиме дека имаме 8 гласачки места, избирачки места, каде што треба да се поточно треба да се повеќе се од 8. Значи тоа се во Куманово едно избирачко место, во Валандово едно избирачко место, во Панајот Гиновски, во Бутел едно избирачко место, во Врапчиште, Паланка, Крива Паланка, Велес, Гевгелија, Битола, Зелениково, Крушево, Прилеп на 2 избирачки места, општина Центар и општина Чај. Говорите за фантомски гласачи. Индикации за фантомски гласачи. Добро. Таму. И исто така на уште една низа според еден друг критериум, каде што се фатени, со сигурност можеме да тврдиме дека на 4 избирачки места имаме, со сигурност можеме да утврдиме дека починати лица или фантомски гласачи по друга основа биле заокружени во избирачкиот список. Значи гласале. Имаме со сигурност можеме да утврдиме, може и ги дадовме на ОПСЕ и на ДИК. На ОПСЕ ОДИХР и на Државна изборна комисија. Тие очигледно нема да расправаат по нашите приговори, меѓутоа имаме докази дека на тие избирачки места и треба да се поведе истрага. Мора да се поведе истрага. И воопшто за целава состојба со избирачкиот список, некој треба да застане пред законот и да одговара за ова што се случи. Дали се работи за софтверска грешка или за хакерски упад кој го диригира некоја структура на моќ, тоа нека си покаже истрагата, меѓутоа мора да видиме законска разрешница на ова. Исто така, погледнете бројот на неважечките ливчиња. И ќе ви кажам нешто во врска со тоа. Над 37.000 неважечки ливчиња. Што вели историјата, што велат претходните избори? Ова е веројатно највисок број на неважечки ливчиња во Процентуално е нормално 3%, 2%? Не. 1 до 2%. 1 до 2%. Тоа не е нормално. Ние имаме најмалку 1/3, мислам, повисока бројка од било кој избирачки Што покажуваат тие неважечки ливчиња? Дали гласале за опозицијата и после тоа стануваат неважечки? Сега ќе ви кажам тоа. Значи, нашите наблюдувачи на броењето, значи беа присутни над 250 луѓе во избирачките места на броењето. Во десетина, нешто помалку од 10 избирачки места, нашите наблюдувачи во своите извештаи до нас, кои најдоцна до понеделникот на пладне мораше да бидат доставени, меѓутоа најголем дел од нив дојдоа на полноќ. Луѓето беа истоштени, уморни и сето тоа, но има и им благодарам за тоа уште еднаш. Има и доблест и упорност да не известат во конечните извештаи.
речи си 10 места, нашите наблюдувачи изразуваат сериозен сомнеж за тоа дека на одредени гласачки ливчиња, каде што јасно била, според законот, јасно била изразена волјата на гласачот, кај бројот 4, некои од тие гласачки ливчиња биле прогласувани за неважечки. Затоа што гласачот го заокружил бројот 4, например, бројот и логото на Тоа е дозволено. Тоа е дозволено. Секаде каде што ја гледате вие јасно изразена волјата на гласачот, тој може би бил возбуден, може би така мислел дека треба да го заокружи и логото и сето тоа е во ред. Ако вие имате заокружено број 4 и потоа имате заокружено лого на, не знам, број 5 или број 1, тоа е неважечко ливче и се разбира дека тука се работи за намерна или за конфузна ситуација во која гласачот не бил сигурен или пак и се прогласува за неважечко. И се прогласува. Меѓутоа, таму каде што вие имате гласачот, јасна ситуација, е такви ливчиња по кратка расправа со гласање биле ставани во купот на неважичките ливчиња. Имате 37.000 и нешто, прецизната бројка ја има. Значи, тоа не е прифатливо. И затоа ние во вторникот, ако се сеќавате, на пресконференцијата побаравме ревизија на неважечките ливчиња. И вештачење на неважечките ливчиња. 37.000. И тоа е одбиено од ДИК. Не знам, немате одговор. Очигледно немаат одговор за нас. Намера тоа да го направат. Немаат одговор за нас, а очигледно денеска на дневен ред ги нема нашите забелешки. Значи, многу е сомнително. Видете, ако имате 1/3 повеќе неважечки ливчиња, тоа се над 10.000 луѓе. Тоа ви е еден пратеник. Еден пратеник во полза или на владеачката партија, не е проблем, или пак на некоја помала партија. Дури и два. Дури и два. Сакавте, госпоѓо Поповска, да продолжите со бројките. Имаше големи проблеми и во диаспората со регистрирање. Имавме во еден момент, ние видовме во рок од 1 час имавте пријавување на стотици и стотици луѓе. И потоа ние добивме дојави од луѓето во странство што живеат со по 20, по 30 години, дека некој ги додал без нивно знаење, без нивна дозвола. И обратно, Џабир, на некој било невозможно, не ги прифаќал системот да се пријават. Невозможно да гласаат без оглед на тоа. А не можеле да дојдат во Македонија. Добро, сакате да завршите со бројките? Да. Значи, само се надоврзуваме со колегата, значи, реков, има... Требаше да биде дебата, а ние се надоврзуваме. Ама во вакви деликатни ситуации треба и да објасниме. Ова се работи, кој треба да се објасни. Барем еден од нас мора да е предавник. Не верувам. Според она двајца, тројца. Не, тоа знаете, тоа важи. Тоа истото го кажуваат, тоа го велат во Полска, тоа во Полска го викаат, така што еден човек не знам, револуционер, двајца партија, тројца провала. И кога едни полјаци што ги сметаме за хомогени како граѓани имаат такво нешто, веројатно секој си ги знае своите кодоши, знаете, така што мислам дека овдека нема такви на масава. Значи, сакав да докажам дека навистина има работи што се проблематични и кои што само го докажуваат она што Цивил како сериозна граѓанска организација го забележува на терен, дека и бројките укажуваат на такви нелогичности. Значи, не е логично разлика од 44.000 гласови за ВМРО ДПМН, каде што никаде не се покажала предходно, а од друга страна за СДСМ има 152.000 повеќе гласови, реални гласови, за нив знаеме дека се реални, но не можам да поверувам дека се реални, од каде доаѓаат ако има 152.000 нови гласови за СДСМ и опозиционата коалиција, тие биле извлекувани од поранешните гласачи на ВМРО ДПМН. Не може, ем се извлекувани од таму, имате 33.000 што не излегле, како и вообичаено, повторно ВМРО ДПМН да води и да има разлика од 44.000 повеќе од сите претходни прогнози. Значи и од она што им е стабилно гласачко тело. Значи доаѓаме повторно до тој проблем и уште нешто сакам за една манипулација да ја раскринкаме затоа што е штетна за меѓуетничките односи. Значи се ВМРО ДПМН на многу некоректен начин, неодговорен начин во поглед на државата, морам да кажам,
поведе една кампања и плашење на граѓаните дека ќе ни се случи некакво предавство, нешто страшно на Македонија ќе и се случи ако гласате за СДСМ и од опозиционата коалиција, и тоа дефинитивно го докажаа, нели откако претходно под наводници докажаа дека нема фантомски гласачи, а сите ги видовме дека ги има. Исто така докажуваат дека всушност предавството на СДСМ било направено со 70.000 албански гласови. Прво да се разбереме, кешки да имаме сите да гласаме идеолошки, да не се знае кој поетнички линии, значи тоа е изградба на граѓанска држава кон која што ние треба да се стремиме. Верувате ли се извинувам, морам да се разбира, вие гостин. Верувате ли дали дека ќе биде создадена во вакви услови влада ВМРО, и доколку бидат одбиени се Не верувам, а само да докажам. Мислам дека не верувам апсолутно. Кои се вашите проценки, се извинам, кои се вашите проценки околу формирање на влада? Формирањето на влада е една голема неизвестност. Тешко дека ќе може со една кампања која што беше со таква реторика на почетокот, а од друга страна дуи има гласачи пред кои мора да излезе и не може да им објасни зошто би влегле во коалиција со ВМРО-ДПМН во вакви услови на националистичка кампања. Во вакви услови тоа не би можело да се случи и очекувам, мислам дека е најлогично да има некој вид на широка коалиција, во кој формат, како или сите или сите опозициони, тоа ќе зависи и од севкупната. Двете варијанти мислам дека се возможни, зависно од развојот на ситуацијата, зависно од тоа која партија од власта колку мисли, односно пред се ВМРО-ДПМН да мобилизира луѓе кои што евентуално би ги повикала, како вчера луѓето кои што дојдоа и викаат, па не знаме, викнаа да дојдеме од партија, не знаеме зошто сме, ама за секој случај да ја чуваме државата. Трагикомично е просто тоа што им се прави на луѓето, но многу опасно, и затоа мислам дека треба да се стави стоп на такви манипулации и да бидат спокојни под наводници и гласачите на ВМРО-ДПМН не гласале 70.000 албанци, значи немало договор Сакавте или нешто. Да поентирате со бројките за албанците. Некакви предавства или не знам што, иако се непристојно и да се мисли и да се зборува и да се употребуваат такви термини. И да се споменува ќосето, можеме и за тоа да говориме. Затоа што кога ќе се видат оние партии, албански партии што ги нарекуваме, бројот на гласови нивни во оваа година е 212.095, што е за 26.112.000 помалку од 2014 не излекле на гласање, тоа велите? Не, помалку гласале, или 19.271 помалку од 2011 година. Така што максималната бројка која што доколку сите гласале под предпоставка за излегле и гласале за СДСМ од оние што претходниот пат гласале, би била значи 26.000. А по друга основа, ако преброите според чисти албански средини па апроксимација, се доаѓа до бројка што и овој Манасиевски ја кажа, кој што е сериозен аналитичар, долги години со тоа се занимава, меѓу 20 и 23.000 албански гласови. Јас посакувам да престанеме веќе да се пребројуваме еднаш по оваа основа, меѓутоа дури ни оваа теза со која докажуваа предавство на СДСМ и коалицијата, и таа теза не оди во прилог. Тоа ми сакам да го кажам. Добре, јас не би влегувал во овие анализи, бидејќи се уште го носам беџот на наблюдувач и тука не би можел да настапам само во индивидуален капацитет, се разбира. Меѓутоа, наместо тоа јас би сакал да споменам уште две барања кои ги упатевме, или две препораки, силни препораки до Државната изборна комисија. Значи, освен ревизија на и вештачење ако треба на неваџечките гласачки ливчиња, сметаме дека треба да се прегласаат 30 избирачки места во кои имаме фантомски гласачи, имаме фотографирање на гласачкото ливче што упатува на уривање на тајноста на гласањето, принуда, подкуп и така натаму. Имаме се тоа кривични дела. Да, се тоа кривични дела. Имаме еден случај на поставување на штаб прес-центар во екот на гласањето на владеачката партија, каде што има 3 избирачки места, што е директно влијание и притисок врз гласачите. Имаме на 3 избирачки
места исто така полнење на кутии, семејно гласање и групно гласање. Да, но силно ви е отфрлено ДИК практично. Не е земено Јалова е вашата работа. Не е земено. И уште едното барање е следно. Ајде да ги преброиме сите гласачки ливчиња. 1,1 милион се колку се. Не е тоа многу, ако ги мрзи, ако се истоштени, не е проблем, ние пробовно ќе го завршиме тоа. И сметам дека тоа се сериозни пораки, ако ништо друго, барем ова ќе го знае јавноста дека сме го побарале. Може би нема да го разгледуваат, може би нема да има никаква правна разрешница од ова. Меѓутоа јавноста ќе знае дека имаше една организација во оваа земја која ги опомена и институциите, им ја откри вистината на граѓанките и граѓаните, односно беше канализатор на нивните поплаки, и дека некој не си ја завршил работата. Од тој момент па натаму треба органите на редот и мирот, односно правосудството, да почне се занимава со луѓе, зошто до оваа ситуација дошло. Да, добро, јас благодарам што бевте гости Лиљана Попевска, Џабир Дерала. Хвала за поканата.